Во нехумани услови кои не ги задоволуваат ниту минимум предвидените стандарди, осудениците и притворениците престојуваат во затворите. Она што уште повеќе го отежнува нивниот престој, а е навистина загрижувачко е нефункционалниот систем на здравствена заштита, стои во годишниот извештај на Народниот правобранител, национален превентивен механизам. Поради нехуманите услови за престој, затворено било притворското одделение во затворот во Тетово, но иако условите не биле ништо подобри, ниту во притворското одделение во Гевгелија, тоа се уште е во функција, информираше заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска Мустафа. Во Гевгелискиот затвор голем проблем представува и хигиената, високото ниво на влажност на воздухот, нечистите кебиња и дотрените душеци, како и немањето систем за сигнализација во случај на потреба за контакт со службено лице. Лицата во затворот Тетово, за да може да користат бањата, осудените лица мора да го поминат дворот на затворскиот дом и да отидат во друга зграда, што представува сериозен проблем и штетно влие на нивното здравје, особено во зимскиот период кога температурите се многу ниски. Лоши се условите во полициските станици, кои во текот на 2018 година ги посетил народниот правобранител. На граничните премини Белановце, Пелинце, Михајлово, Стар Дојран и станиците за гранична контрола на аеродромите во Скопје и Охрид нотирана е лоша инфраструктурна поставеност, недоволна информираност на полициските службеници за прашањето од областа на азилот, слабо познавање на идентификација и упетување на ранливи категории. Загрижувачки се податоците за полициските станици од општа надлежност. Бајрамовска Мустафа, како пример ја даде она во Скопски Ѓорче Петров. Имено при посетата на оваа полициска станица, Националниот превентивен механизам утврди дека во рамките на истата има отворено канцеларија за издавање на лични документи за граѓаните, како и чекална која што граѓаните ја користат за пополнување на барања или други формулари за остварување на определени права. А непосредно до оваа канцеларија е сместена просторијата каде што се спроведуваат лицата лишени од слобода. Тимот со цел да се заштити приватноста на приведените и лицата лишени од слобода, меѓутоа и да се превенира ризикот од загрозување на безбедноста на граѓаните кои остваруваат права во оваа полициска станица, препорача итно преместување на оваа просторија. Нотирани се проблеми и во работата со бегалците и барателите на азил, посебно во однос на постапувањето со малолетни лица. Народниот правобранител извештајот ќе го достави до надлежните институции во Македонија, но и до подкомитетот за превенција од тортура на Обединетите нации и Европскиот комитет за спречување тортура и нечовечно понижувачко постапување или казнување.